Благодарам. Со процедуралното на господинот Чугаревски денеска се заокружи интерпелацијата. Неговата нервоза е доказ дека интерпелацијата не е беше издржана. Добро е што господинот Чугаревски денеска сам ни го покаже тоа, заради тоа што кога беше интерпелацијата за Тодоров, тоа Геровски им го напише во колумна. Да констатирам. Втора работа. Штипски универзитет е основан со гласови од ВМРО-ДПМН. Штудов универзитет е основан со гласови од ВМРО-ДПМН. Стипендиите за студентите, кои сега се многу повеќе на број, се со гласови на ВМРО-ДПМН. Намалување на партиципацијата за студентите е со гласови на ВМРО-ДПМН. Реконструирањето на студентските домови е со гласови на ВМРО-ДПМН. Почитувани колеги, разликата е јасна. Ние имаме концепт кој што треба да значи конкурентност во високото образование. Ние нема да штитиме монополи. Да ви кажам една работа која што прв пат ја кажам денес. Среде дискусија на Комисија за образование имавме разговор со луѓе од СДС. И прашавме што треба да се направи, какви предлози, какви сугестии имате за да го донесеме овој закон. Одговорот беше јасен. Ние никогаш нема да дозволиме да се изгласа овој закон. А тоа е така заради тоа што професори од типот на оние кои што вчера беа актуелни сакаат да држат монополи не само на економскиот факултет. Такви професори има и на други факултети. Стотици и стотици студенти заради тој монопол и заради тоа статус кво кое што СДСМ го прави и го штити, настрадаа во минатите години. Стотици и стотици фамилии беа принудени да плаќаат мито и стотици девојчиња беа принудени да се понижуваат пред професорите. Тоа го штити СДСМ. Ние сакаме конкуренција, сакаме нови универзитети, за дупло ги имаме зголемено средствата за високо образование во Република Македонија. СДСМ е против сето тоа, почитувани колеги. Затоа, денеска интерпелацијата за колешката Олга Најденовска ја завршуваме со крената глава заради две работи. Прво, заради тоа што сме сигурни дека професор доктор Олга Најденовска одлично си ја обавува својата работа. Второ, заради тоа што сме 100 пати повеќе сигурни дека концептот за конкурентност и за рушење на монополите е основна работа што треба да се направи во високото образование. Благодарам.